Голем дел од штипските инвалиди празниците ќе ги поминат и во изолација и на речиси празна маса. Овој Великден за нив никогаш не бил потежок и посиромашен. Интересираме што презема Сдруженијето на телесни инвалиди во овие воени состојби и дали е запозната колку нивни членови што се инвалиди се спремни овај викенд да го дочекат со храна, со хигиенски пакети и дали у таа насока е помогнато нешто. Голем викенд во изолација, има ли некоја помош од тоа здружение и дали е помогнато? До сега каква таква грижа најнемокните добиваа од нивното здружение, но во последно време тоа практично не функционира. Нашата екипа безуспешно денес се обидуваше да стапи во контакт со некој од раководството, но на вратата имаше известување дека здружението не работи. Има ли некој кон овие луѓе да покаже мало внимание? Имаме отворена телефонска линија, таа е и дежурна телефонска линија, значи таму може луѓето да ги кажуваат своите потреби. Сега предпразнично, како заклучок од општинскиот кризен штаб, произлезе можност граѓаните да добијат помош од страна на општината преку помагатели, општествено одговорни компании кои што помошта ја доставија нели до самиот кризен штаб, така што корисниците на тој начин ќе бидат задоволени нивните потреби. Одговорот на апелот за помош имаат и од општината Штип. Јас сакам да порачам дека секој оној граѓанин кој што има некаква потреба за некаква поддршка во однос на овие великденски празници, ние ќе направиме се за да обезбедиме максимум што е можно со цел тие да се почувствуваат на овој празник навистина достоинствено. Доколку здружението не функционира во овој период, може секој од нив како граѓанин да испрати барање или да се јави на телефонските броеви, контакт телефоните на општина Штип, да ги достави или да ги каже кои се луѓето кои што се во таква состојба, со адреси, улица и број, нашите мобилни тимови ќе излезат на терен. Во Штип има над 1000 инвалиди од сите категории и нивната потреба од помош е постојана. Но во време на вонредни мерки и празници таа е нагласена. Хуманоста треба да проработи и овој пат.